Веќе во предпладневните часови имаше понекаде претежно на истокот слаби врнежи од дожд, а зголемена облачност на истокот и на западот. Во пладневниве часови најпрви грмежите во Републиката почнаа во Скопската котлина, а исто така имаме појава на грмежи зад јужната граница кон соседна Грција. Грмежите и нестабилноста ќе се прошират во попладневните часови, ќе имаме и појава на поројни врнежи од дожд. Тие веќе започнуваа во пладневиве часови на северот од Републиката, во Кумановско, а овие врнежи од дожд ќе бидат краткотрајни со пороен интензитет, понекаде и во вид на невреме, проследени и со град, а во моментите на пороен дожд ќе имаме и повремено засилен северен ветер. Во текот на ноќта пак, повторно како изминатата ноќ, облачноста малку ќе се намали, врнежите ќе престануваат, понекаде само слаб дожд, наутро ќе биде свежо утре, понекаде се малку сончево, особено во источните делови од земјата, а потоа уште предпладне ќе имаме зголемена облачност и со зголемената облачност чести врнежи од дожд. Врнежите од дожд ќе бидат почести и поинтензивни кон југот на земјата, каде што очекуваме да се јави и краткотрајна нестабилност. За разлика од југот, пак на северот очекуваме дека врнежите ќе продолжат и во текот на ноќта, па така и во Скопската котлина. Врнежи ќе имаме почесто попладне и во текот на првиот дел од ноќта. Утре и малку посвежо, температурите претежно за 4 до 5 степени пониски од денешните, најмногу до 21 степен на југоистокот од земјата, но 21 степени во Скопската котлина. Северниот ветер утре накратко ќе биде сменет со јужен ветер на југот од земјата, а потоа ќе имаме во текот на следните 2 дена претежно сончево време со променлива облачност во предпладневните часови, а во попладневните часови краткотрена нестабилност ќе има претежно во западните и северозападните делови од земјата. Благо ќе се покачуваат температурите и веќе во сабота ќе имаме до 25 степени, во недела до 27 степени, а во понеделник и не очекуваме да има врнежи, претежно сончево време со мала до умерена облачност.